Ману е подготвена и има капацитет заедно со универзитетските професори, интелектуалците и целата научна фела да изработи заедничка стратегија која треба да го поплачи патот како да се развива Македонија до 2050 година. Највисоката научна институција во Македонија со отворени раце ја прифати и во целост ја поддржува заложбата на председателот на владата Христијан Мицкоски да се изработи документ во кој ќе се дефинираат приоритетите за развој на државата во следните 25 години. Председателот на МАНУ, Живко Попов за Алфа, вели дека токму тоа и е основната цел на институцијата што ја води. Секако, Македонската академија на науки и уметности го поздравува и поддржува предлогот на председателот на владата Христијан Мицкоски за изработка на заедничка стратегија за развој на државата до 2025 година. Впрочем, тоа е дел од нејзината основна дејност да изработува стратегии за најважните области по кои треба да се движи државата, како што се образованието, науката, економијата, владењето на правото, здравствениот систем, земјоделието, енергетиката, пензискиот систем и друго. Председателот Попов наведува дека после подолг период државата им се обраќа за помош, што за нив представува огромна чест и поддршка како највисока научна и уметничка институција. После подолг временски период државата ни се обраќа за помош на ваков начин и тоа за нас представува голема чест и поддршка како највисока научна и уметничка институција. МАНУ со своите 6 оделенија и 8 научно-истражувачки центри во соработка со професорите и научниците од универзитетската заедница има капацитет да изработи ваков документ, секако во соработка со владата со која претходно ќе бидат определени приоритетните потреби на државата. Премиерот Мицкоски предложи Академијата на науки во Македонија да изработи стратегија со долгорочни цели за развој на државата во следните 25 години, како што тоа е пример во соседството. Документ кој треба да ги дефинира развојот, демографските предизвици, економските цели, земјоделскиот, технолошкиот, енергетскиот и транспортниот развој. За ова председателот на владата ќе бара и широк партиски консензус, откако ќе бидат дефинирани контурите на проектот.